а тоа е каква надворешна политика ќе води, каква внатрешна политика ќе води согласно нејзините уставни ингеренции, бидејќи она е председател кој има ингеренции во судскиот совет, во уставниот суд, Народна банка, уставни суди, она кажува дека тоа ќе бидат лица невидени уставни правници со компетенции. Председателот има и тоа каква улога во надворешната политика. Кој ќе биде во нејзиниот кабинет е битно, бидејќи тие може да имаат влијание врз нејзините апсолутно политики кои таа ќе ги спроведува. Да сме живи и здрави сите и нормално ќе следиме како ќе биде и нејзиното председателствување во наредните 5 години. Стамени жени, значи беше Така беше понудата. така беше. кажа, тоа е до избори. Така кажа господјата председател, стамени жени, ќе се окружи со стамени жени, меѓу кои што, како си каже оној Боцевски. Боцевски, Момировски, Жидас Даскалов. Жидас, генералниот секретар како си каже? Георги Божинов. Георги Божинов. Не знам кој е тоа. Па да, тоа е риторика. Замени генерален секретар на председател дека има прв пат слушам сега. И па Горан Момировски. Да, како функција дека постои прв пат слушам сега, веројатно сега да отворат простор за уште една стамена жена, веројатно. И таа функција Што да кажам, освен да бидам крајно циничен и ироничен, во говорот инаугурацијски на председателката, каде што нели најголемо внимание се обрна на наводници и скандалозното нејзино именување на Македонија при давањето на свечена заклетва. А зошто е скандалозно, Бојче? Не, така викам, најусловно кажано беше скандалозно поради реакциите во Грција. Дали она требало или не, тоа е нејзино легитимно право, она е избран председател со 560.000 гласачи, ако сака, мене ако ме прашате, и таа заклетва што е подпишала на документ Република Северна Македонија, Треба да одби или да ја прешкрта и да оди до крај. Тоа што реакциите од Грција се такви, дали ни се допаѓаат нормално не, тоа не го коментирам. Сакав да искоментирам, ја го читав целиот говор, во кој 70-80% посветува на правата на жените, некои беа иронични, кажуваа дека ова е 8 мартовски. Не, тоа требаше, тој говор беше Добро, тој говор беше да се каже без да не се каже ништо. Сакам да кажам дека на страна тоа да имаме, со името да има Македонија, говор, ама да нема ништо. Поентата ми е дека во говорот суштината нејзина, каде што беше ставен акцент, беше ставен на улогата на жените во политиката, дека што мете она станала прва жена председател во државата, тоа треба да биде мотив, импулс, ела, не знам, само прегори сите жени да се вклучат во политиката, и тоа беше акцентирано во однос на дека во нејзиниот кабинет ќе биде обкружена со жени, или постојано потенцираше дека ќе има ова од сите етнички националности, дека не ги делела граѓаните по етничка. Сакам да кажам, доктори на науки ги велеше, да не ги македонци, албанци, турци, роми, бошњаци, тоа ќе бидат вика по мерит системот доктори на науки, докажани. Јас од првиве презентирани луѓе такви некои по мерит системот доктори на науки да паднеме у несвест. Значи да не навлагаме, ќе согласам со еден гледач, вели, ве молам не навлегувате во личните родови чувства на новиот кабинет на председателката, и мислам дека стварно не би требало родови, етнички и така натаму. Да, апсолутно, мене мислам да. Па така е. Треба да се гледа по мерит систем. Сега дали е жена или маж, вие ако сте поставен таму за советник за безбедност или за надворешна политика, независно дали сте маж или жена, треба на најдобар можен начин да ја заслужувате платата, односно да ги браните позициите за кои вас ве назначиле советник, односно најдобро да ја репрезентирате таа ваша функција. Сега жени. Може да ставите 100 жени, ниедно од нив да не биде најдобро, односно ништо од нив да не видиме како импулс. Имавме за финанси една жена. Не, сакам да кажам, да ставите 100 жени, импактот никаков да биде, а може и да биде најдобар, и обратно да ставите само мажи па да биде лош или добар, или ако сакате направите паритетно 50-50. Тоа, мислам, мене лично не ми е нешто дека треба ние да се воодушевиме или да кажеме, секогаш треба да се гледа од тип на дали на таа позиција е тој поставен согласно неговите мерит компетенции, дали ќе извршува така како што треба да извршува функцијата, и дали усвари тој човек е баш тој кадарен човек на тоа место. А да влеземе во дискусија дали се жени или мажи во кабинетот е
тотално ирелевантно. Па добро. Не, ние сега заради ветувањата. Да, тоа и беше наративот. Мислам дека Ти си прав десничар, бе, Благојче, кој викав дека си левичар, дека си бил со... Значи нејзи беше наративот веројатно да привлече и повеќе гласачко тело на база на феминизмот, кажа дека учествувала во феминистички движења во Македонија, дека била нели се заложувала за таа политика, тоа може е дел да речам и од пиарот, но па ќе кажам. Сега ако иронизираме од првите имиња кои проструија, нема ниту една жена пород. Сега колкав ќе број тој кабинет? Не знаеме. Не знаеме. Значи, Не дали знаеме рече дали пород? има жена пород. Он рече пород. По пол, да. Не, во право е. Чекај, по Чекај, биолошки. како беше? По Добро, не биолошки бинарно на род, крај нека ова ги значи пишеме. остај сега. Како беше сега? Пород е... Пород може да менја. Си како- роден? Не, Пол. пол имаш, пол, Биолошки пол род имаш. како се чувствуваш. А Пол на крај, Маккартни. на крај не бинарен можеш да се пишеш како оној представник од Евровизија и нека ги пишат сите ако треба да се направила. Да не И иронизирам, како, сакам како да не бинарна со суктичка? ќе видиме, ај сега да не Сега зашто се не сакам да кажам Да се поентата. насмееме малце. Па не. смешно, бе. Сакам да кажам поентата Трагично. ми е ќе го видиме и составот на кабинетот од колку луѓе, може да бидат 50. А може овие тројца да бидат само од машки пол, а другиве 47. Ирелевантно е најискрено ќе ви кажам. Многу е побитно да се фокусираме на суштината, а тоа е каква надворешна политика ќе води, каква внатрешна политика ќе води согласно нејзините уставни ингеренции, бидејќи она е председател кој има ингеренции во судскиот совет, во уставниот суд, во надворешна политика, надворешна во најбитно, законодавство. Народна банка, уставни суди, она кажува дека тоа ќе бидат лица невидени уставни правници со компетенции, надворешната политика да не ја дискутирам апсолутно, председателот има и тоа каква улога во надворешната политика, видовме што се случи нели на денот на инаугурацијата, тоа се суштински теми да видиме кој политички правец ќе го фати како ново избран председател, кој ќе биде во незиниот кабинет е битно, бидејќи тие може да имаат влијание врз незините апсолутно политики кои таа ќе ги спроведува. Сега да не звучам грубо. Мене прво Гордана Силјановска ми била професорка на правно. И мене ми предала, да. Да не именувам сега кои оценки сум имал, какво мислење сум имал исклучително високо мислење за нејзе како професор по современи политички системи и уставно право, кога ми била пред 15 години, но сакам да кажам тоа време и ова време кога сега Гордана Силјановска Давкова да е жива и здрава до 100 години на 71 година стана на денот на незиниот роден председател на Македонија, не знам каков е незиниот став во однос дали она може да биде лесно повлијаена и условно кажано манипулирана од луѓе кои како хиени околу нејзе ќе се навртат Од зголемувањето на пензиите, дали тоа ќе влие? Од председателскиот, не сакам да кажам кабинет. Значи јас не знам со каков тип на профилна председател би имале, дали тој председател би имал стварно сопствен став или ќе седне на пример со одредени представници од незиниот кабинет и ќе речат да професор или председателке ова мислиме дека е паметно и она ќе ги послуши, тоа ќе го прави. Сакам да кажам дека особено во ваква важна позиција мора да имате и сопствен став, без разлика, не знам кабинетот што ви вели, нормално дека председателот не е најпаметниот и најинформираниот човек, затоа се тие луѓе таму стаени. Ама вие ако бидете подложна политичка фигура, да ви повлијаат на вашите ставови, а да немате за ништо ваш автентичен и цврст став по однос на одредени прашања, тогаш мислам дека имаме проблем со извршување на таква висока државна позиција, но па ќе кажам, тоа е све во доменот на шпекулациите, да сме живи и здрави сите и нормално ќе следиме како ќе биде и незиното претседателствување во наредните 5 години.